Мојот следен соговорник е поранешен пратеник, кој беше пратеник од 2016 до крајот на 2020 година, еден од најгласните во текот на ширената револуција, дел од студентскиот пленум, но денес е мој вечерашен соговорник Ивана Туфекџиќ. Добре дојдете во емисијата, подолг период ве нема во јавноста. Добро вечер, благодарам на поканата. Мило ми е што по подолг период гостувам баш кај вас. 2016 беше година кога шарената револуција го започна процесот на падот на Груевски и груевизмот. Ако тогаш гласноста на граѓанството беше евидентно, дали денес, после овие локални избори, бевме сведоци на тивка револуција и израз на незадоволство од практикувањето на власта на СДСМ, предводено од Зоран Заев? Може да се толкува и така, меѓутоа јас лично не би го толкувала така од две причини. Првата причина е што 2016 година, ако ја земеме како контекст со појавувањето на шарената револуција, која што мора да кажам дека е акумулација на се она што се случуваше изминатите години, бидејќи се протестира од 2009 година, протестот на студентите, па протестирам движењето 11 и така натаму, студентскиот пленум 2014. Таа цела приказна е составена од луѓе кои имаат вредности и веруваат во тие вредности и се бореа против еден концепт на владење. Значи, тоа не е против определена власт, туку против определен концепт на владење. И таа група не можеме да ја третираме како хомогена група, која му припаѓа на Зоран Заев или на Христијан Мицковски или на Никола Груевски или на било кого. Таа група е хетерогена група, составена од различни луѓе, кои ги обединуваше во 2016 година една вредност. А тоа е функционирањето на системот и владењето на правото. И сега, ако го земеме после години тој цел контекст, таа група ќе најдете луѓе кои се уште протестираат и против оваа влада и негодуваат против политиките на оваа влада, на определени политики на оваа влада. Имате друга група која што сега е пресликана, да речам, во корпусот на независните листи. Трета група која не можеме да кажеме кој каде е, меѓутоа она што со сигурност можеме да го кажеме е дека шарената револуција или тие луѓе не се една група која на било кого му припаѓа. Каде сгреши СДСМ и Зоран Заев што доживеа ваков изборен резултат? Тоа е за анализа во рамки на партијата СДСМ и треба да се посветат на анализа во тој дел околу грешките. Меѓутоа, ако одиме со бројките, ќе забележиме дека од некоја 2018 година СДСМ има определен пат. Значи, ако 2017-та локалните беа постигнувањето врвно на СДСМ на тие избори, кога освои огромен дел од општините, 2018-та веќе имаме определен пат, кој што во 2019-та, ако се сеќавате, првиот круг претседателски избори, исто се зборуваше за пораките кои ги испратиле граѓаните кои не излегоа на гласање во првиот круг, бидејќи беше тесна разликата помеѓу Пендаровски и Силјановска. Во вториот круг таа разлика се надомести во корист на сега претседателот Пендаровски. Меѓутоа, тој тренд, парламентарните избори 2020, кога тесна беше победата на социјалдемократите, и сега веќе е сериозен е падот во бројките. При тоа мора да се истакне дека двете политички партии големи имаат пат во гласовите на своје конто. Со тоа што... Дали тоа е резултат дека ке граѓаните постоја патија и премореност од едните исти политички личности? Веројатно се работи за разочарување и незадоволство кај граѓаните од водењето на традиционалната политика. Гледаме замореност и таа замореност се гледа во бројките кај независните листи, например.
Во јавноста преовладува впечатокот дека ВМРО ДПМН не победи, туку премногу загуби СДСМ. На овие избори прашањето е кој загуби помалку. Во случајов помалку загуби ВМРО ДПМН. И со тоа има резултат, односно има победа во колку веќе општини, вклучително и градот Скопје. Прашањето се постави околу влогот помеѓу првиот и вториот круг на председателот на СДСМ, кој ја вложи својата лична кариера и практично се налепи на наративот на ВМРО ДПМН, кој што велеше референдумски се овие избори против Зоран Заев. Зоран Заев направи лоша проценка, ставајќи го сиот политички кредибилитет и легитимитет, играјќи на картата се или ништо. Шилегов ако не победи, јас се повлекувам. Во политиката е се легитимно, вклучително и таквиот став. Значи, сега, она што политичките партии како порака од граѓаните би требало да го сватат, бидејќи двете имаат пат во гласовите, е промена во начинот на водење на политика, вклучително и на диалогот помеѓу двете спротивставени страни во политичкиот живот. По заминувањето на премиерот Зоран Заев, неколку групации покажуваат амбиции за преземање на партијата, а меѓу нив е и Бранко Црвенковски. Не крие дека има амбиции. Бранко му нанесе штета на Заев на почетокот на кампањата и јас се соочив со суетата на Црвенковски во 2006 година. Неслучајно, голем дел од членовите на СДСМ останаа дома, изјави деновиве екс-премиерот Владо Бучковски. Не би навлегувала во поединечни изјави, бидејќи тоа се поединечни ставови. Како што и на почетокот напоменав, евидентен беше еден пат во гласовите, особено кај социјалдемократите. И тој трае од 2019-та. Нема да ја земеме референдумот 2018-та, бидејќи е и различен контекст. Од 2019 година има пат. Значи, мислам дека причините и анализите околу причините пред се внатрепартиски прашања. Аналитичките центри во партиите би требало да се занимаваат околу тоа прашање. Она што е евидентно е дека постои незадоволство од двете партии отсликано во скоро 60.000 гласови имаат независните листи на овие избори. Тоа е сериозен резултат за листи кои се организирани на граѓански начин, собрале потписи, имаат далеку помал број на финансии и финансиски средства од големите политички партии, а меѓутоа успеале да ја продрат пораката до граѓаните, така. Имаме околу 60.000 неважечки ливчиња, што е своевидна порака, односно порака на револт, дека на тие граѓани не им се допаѓа изборот кој што го имале, и имаме околу 50.000 гласови на контото на Левица. Дополнително имаме околу 30.000 гласови на контото на ЛДП Дом коалицијата. Тоа покажува дека имаме граѓани кои, сериозна група на граѓани, кои веруваат се заситени од големите традиционалната политичка сцена. Се обидувате вешто, не сакате да се инволвирате во внатрешно партиските игри на СДСМ, но се чини дека во јавноста преовладува мислењето дека имаше некаква нитка на битка внатрешна меѓу СДСМ и СДСМ. Класичен пример е Максим Димитриевски, класичен пример е ова што провејува во јавноста дека луѓе блиски на Црвенковски, на екс-председателот и екс-премиер и лидер на СДСМ, имаат мешано прсти во однос на ваквиот исход од изборните резултати? Јас немам намера да коментирам внатрепартиски прашања, бидејќи тоа во рамките на партијата имаат органи кои треба да го дискутираат. Ниту сметам дека може да се обвинува некаква внатрепартиска битка за исходот на изборите. Што значи дека лидерот Мицковски успеа да ја хомогенизира партијата
и покрај големиот број на внатрешни турбуленции и превирање внатре во ВМРО ДПМН, од обидите за негово симнување од лидерската позиција до преземање на партијата од одредени блиски луѓе на Мијалков. Повеќе мислам дека тоа не е до вештината на лидерството, туку е до традиционалниот аспект. ВМРО ДПМН секогаш имало стабилен корпус на гласачи. И тоа гласачко тело се движело од стабилни 280.000 до 300.000 и нагоре во годините кога владееше Никола Груевски. Меѓутоа, во принцип се работи за едно гласачко тело кое е мощне, стабилно. И овој пат на локалните избори ние видовме судир помеѓу партиските гласачки тела. Во тој судир СДСМ има помал број на гласови. Има околу 230 до 233.000 гласови. Тоа укажува дека СДСМ нема стабилно гласачко тело, значи зависи од неопределените. Значи голем дел од политиките кои ги креира мора да бидат со вклученост на граѓански активисти, на неопределени, на гласот на јавноста и така го нема луксузот да може стриктно партиски да владее. Од друга страна, и на ВМРО ДПМН во ситуација кога СДСМ би мобилизирало корпус на неопределени гласачи, и на ВМРО ДПМН не му се доволни само партиските гласачи. И доаѓаме до еден едноставен заклучок, дека партиските гласачки тела кога се судираат, ВМРО ДПМН е убедлив победник. Туфекџич, бевте гласен критичар на кон Заев после она интервју на премиерот за бугарската БГНС, дека бугарите не се фашисти, туку се администратори. Дали може би решавањето на деликатните прашања пред време го носи Заев во политичка пензија и каде го гледате сега исходот? Во предвремени парламентарни избори или во проширување на постојната коалиција со некој нов мандатар? Мислам или дека можна премиерка? Најпрвин решавањето на стратешките, на горливите прашања кои не водат кон стратешките интереси не беше причината за условно речено падот во гласовите на СДСМ во поглед на спорот со името. Бидејќи од референдумот поминати се години, името е променето. Уставните измени се направени. Значи, името мислам дека не направи толку голема штета на СДСМ, колку бугарското прашање. Зошто? Затоа што немањето на сензибилитет во изјавите, во поглед на тоа прашање, кое е исклучително чувствително за граѓаните, особено од аспект на негирањето на историската улога која што ја имале бугарите, односно на нивното фашистичко минато, тоа предизвика и тогаш во јавноста и секогаш ќе предизвикува сериозна бура, бидејќи тоа е негирање на тоа што било реалност. Дека овде имало бугарски фашистички окупатор. И таков тип на изјави кои немаат сензибилитет, веројатно доведоа до определен пат кај гласовите на СДСМ. Мислам дека тоа прашање е далеку покомплексно од спорот со името, иако не може да се споредат две така горливи прашања, меѓутоа е далеку покомплексно и бара инволвираност на сите страни, меѓутоа пред се политички страни, меѓутоа пред се бара да комисијата и експертите бидат оставени да си ја работат својата работа без политички влијанија. Под политички влијанија се мислат и изјави. Од тие причини мислам дека тука имаше еден пат и веројатно клучот до решението ќе биде да овој пат сите политички партии седнат на иста маса да го решаваат тоа прашање. Во поглед на предвремени парламентарни избори, опозицијата легитимно побара предвремени парламентарни избори, бидејќи
победник на изборите и е апсолутно политички легитимно тоа да го бара. Власта, колку што гледам, не е за таа опција. Според мене, најдобро за државниот интерес и за граѓаните во овој момент е формирањето на широка коалиција, пред се со предложени експерти во клучните ресори, бидејќи ние се соочуваме со криза 3E криза, односно енергетска, епидемиолошка и економска. Туфекџич, она што недела остави впечаток е ставот на лидерот на ВМРО-ДПМН, Мицковски, дека името Република Северна Македонија е реалност и ние тоа ќе го почитуваме. Дали на некој начин го отвара патот дека станува се пофлексибилен и дека доколку утре стане мандатар за состав на владата, ќе се вложи во решавање на деликатни прашања како што е и спорот со Бугарија. Мислам дека можеме да гледам дека има спуштање на наративите, а со тоа и спуштање на очекувањата на граѓаните, особено во поглед на Преспанскиот договор. И тоа како пракса, мислам дека треба да проложи од страна на политичките партии, наративот малку да биде спуштен подолу и дека без потреба да не се радикализира наративот, бидејќи со тоа се радикализираат гласачите кои одат по определен пат. Затоа таа изјава е добра, тоа е исчекор кој што покажува дека сите сега се соочени дека Преспанскиот договор е реалност која мора да се почитува. Дали тоа создава простор за решавање и на спорот со Бугарија? Мислам дека не. Мислам дека сепак таму е најдобро да бидат сите вклучени во решавањето на тој спор. Бидејќи мислам дека од Преспанскиот договор треба да извлечеме поуки како општество, дека мора сите политички опции да бидат на масата и да превзимаат одговорност кога се носат тешки, големи политички одлуки во интерес на стратешките интереси на земјата. Затоа што во спротивно товарот паѓа на парламентот, паѓа на една политичка страна и така натаму, многу е комфорно, да речам, да се седи од страна и да се наблюдува решавање на тешко прашање, кое, пак ќе кажам, во стратешки интерес за кој што се залагаат сите политички опции во земјата. Од тие причини мислам дека е најдобро да овој спор се решава со сите на масата и со инволвираност на претседателот на државата, затоа што тоа мислам дека ќе е еден клуч да ние изградиме една позиција. Добро е што Собранието усвои резолуција по однос на тоа прашање, во согласност со, значи, на сите политички сили во Собранието. Тоа е добро, тоа дава рамка и црвени линии за секој преговарач во тој процес. И од тоа не би требало да се излегува. Меѓутоа, тоа не значи дека прашањето магично ќе исчезне. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше Ивана Туфекџич, поранешен пратеник и граѓански активист.